Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони, Вети и Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време на Македонски корени е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Бране Петрушевски, народен пратеник од редовите на ВМРО од ДПМН, со кого ќе разговараме за најактуелните теми во Македонија што не засегаат сите нас. Со господинот Петрушевски ќе зборуваме за намерата на одредени структури да ги злоупотребат протестите поврзани со трагичниот настан во Кочани со цел да го пренесат српското сценарио во Македонија и да предизвикаат дестабилизација на политичкиот систем и нарушување на јавниот ред и безбедност. Токму така, почитувани, со Петрушевски ќе зборуваме и за пресконференциите на СДСМ и ДУИ, но и на Левица, како и за акциониот план на владата, кој план вклучува и мораториум за угостителските објекти, а ќе зборуваме и за одлуката на државниот јавен обвинител Коцевски да го зголеми тимот на обвинители кои ќе работат на случајот со загинатите 59 лица во дискотеката Пулс во Кочани. Со Петрушевски ќе зборуваме и за пуштањето на домашен притвор на поранешните двајца градоначалници од Кочани од редовите на СДСМ, а за задржување на ефективен притвор на поранешниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Љупчо Папазов. Ке зборуваме за привременото стопирање на постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, како и за засилените инспекциски контроли низ целата територија на Македонија, како и за огромниот број на одземени лиценци во областа на урбанистичко планирање и градење. Со Петрушевски ќе зборуваме за злоупотреба на тендер вреден околу 760.000 евра од страна на Ејуп Рустеми, поранешен директор на јавното предпријатие за државни патишта на Македонија, заедно со уште 4 лица, како и за одлуката на Европската Унија да ја додели на Македонија првата транша од 52,4 милиони евра од инструментот за реформи и раст. Со господинот Петрушевски ќе зборуваме за измените на законот за угостителска дејност со цел да се олесни работењето на угостителите и да се зголеми квалитетот на услугите. Со господинот Петрушевски ќе зборуваме и за барањето оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски од страна на Левица. Почитувани, ова е само дел од она за што во следниве 80 на минути или повеќе оноко колку што има потреба, ќе зборуваме со нашиот гостин Петрушевски, кого во овие моменти го покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, бидејќи видеолинковското поврзување е веќе сторено. Господине Петрушевски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден, благодарам за вашата покана. Добро ви утро и од мене, господине Петрушевски, ви благодариме што ја прифативте поканата. Секогаш е задоволство да се гостува во вашите емисии. Така, причинува обострано задоволство што повторно сме заедно со нас и со сите слушатели и гледачи на Македонски корени да го дискутираме и анализираме актуелното на политичка сцена во Македонија. Секако се надеваме дека ќе го задржиме вниманието кај сите што се со нас, како и секогаш се разбира. Доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат прикажани на екранот и прочитани секако, и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа да го сторите. Со задоволство. Според информациите од 23 март 2025 година се тврди дека одредени структури, меѓу кои членови на политичката партија Левица и српски студенти, се обидуваат да го искористат трагичниот настан во Кочани за политички цели. Наводно овие групи се координираат преку онлайн платформи со подршка на српски инструктори за организирање мирни протести и пленуми со крајна цел радикализација на учесниците и пренесување на српското сценарио во Македонија. Во објавените видеа и комуникации се слушаат упатства за организирање протести, совети за избегнување на медиумска експонираност на поединци, насоки за создавање
долготрајна криза преку блокади и граѓанска непослушност. Целта наводно е дестабилизација на политичката ситуација во земјата. Како ги оценувате овие наводи за вмешаност на политички структури, особено на политичката партија Левица и други опозицијски субјекти, како и на странски структури во организирањето на протести поврзани со трагичниот случај во Кочани? Какви потенцијални последици може да имат овие активности врз политичката стабилност и безбедноста во земјата? Дали сметате дека постои ризик од радикализација на јавните протести и пренесување на српското сценарио во Македонија? Какви конкретни мерки треба да преземат државните институции за да спречат евентуални обиди за дестабилизација на политичкиот систем и нарушување на јавниот ред и безбедност секако? Па како што рековте, вие протече едно видео по социјалните медиуми, беше доста проследено со голем интерес од нашата јавност. Ништо ново од Левица, тоа е конструкт, не би рекол дека е политичка партија, која што во континуитет работи исклучиво за дестабилизација на Република Македонија кога ВМРО да помане на власт. Тоа е почем така и формирана на времето како партија која што треба да го руши тогаш ВМРО да помане на власт, потоа 7 години глумеше некаква конструктивна опозиција, тоа сега е повторно кога ВМРО да помане на власт, почнува со такви процеси на радикализација и обиди за дестабилизација на Република Македонија. Она што е добро, што граѓаните веќе се име јасно веќе се доволно искусни, затоа што веќе поминавме една шарена револуција во која дел или предводена беше исто така од Левица, истите луѓе, така што знаеме што не очекува и како народ и како држава, и сега сме многу поискусни за да превенираме да воопшто дојдеме до една таква ситуација на радикализација или дестабилизација на државата. Она што е трагично, она што е запрепастувачко е што една таква трагедија, национална трагедија од историски размери, се користи за немно политички цели, за политиканство, за обид за зголемување на својот партиски рейтинг, застрашува таквата логика од политичката партија Левица, оние кои што ги поддржуваат, наместо во едни вакви периоди да сме сплотени како народ, како нација, да мислите не бидат кон оние кои што моментално се борат да останат во живот, да се справат со последиците од тој трагичен настан, да пробаме некаква утеха, ако постои воопшто утеха, кај оние кои што ги изгубија своите најблиски, да помогнеме. Тоа е она кое што се очекува од едни нормални политичари, тоа е едно што се очекува впрочем од едни нормални луѓе, меѓутоа ете имаме за жал во Република Македонија такви структури кои што злоупотребуваат вакви национални трагедии. Дури во тоа видео кое што протече на координација на тие членови на Левица, буквално беше изјавено дека државата се наоѓа во една национална травма и тоа било она кое што тие како политичка партија требало да го искористат. Владата е фокусирана кон она што е задача, тоа е да ги овозможи најдобрата можна здравствена заштита на оние кои што се повредени, да се обиде да ги санира оние последици кои што се предизвика од таа национална трагедија и нормално искусни и поискусни отпорно ќе ги превенираме и овие обиди за дестабилизација на државата. Господине Петришевски, како ја оценувате водредната пресконференција на Амир Мециновиќ од Левица, на која ги повтори скоро сите изјави за сегашните наводи од страна на државниот обвинител Лупчо Коцевски, препишувајќи ги сите нив како своји наводи, односно сопствени наводи од Левица, а при тоа ни збор не кажа за учеството на нивните членови поврзани со видеото кој прострои во јавноста, за кој Бети зборуваше, почнем и за кој и вие зборувавте? Не може друго да се очекува од Левица, освен манипулации, ширење лажни вести, конструкции, обиди за некаква радикализација, дестабилизација. Нелогично е да се бара
оставка од министер после ваква трагедија, првен затоа што за разлика од порано, значи ние за жал во Република Македонија имавме трагедија во која што изгубивме многу луѓе, како што беше палењето на модуларната болница, трагедијата со Бесатранс, во Ласкарци, значи во тие трагедии апсолутно властите остана инертни, тогашните власти на СДС дури. Буквално немаше приведување, немаше апсења со недели, можеби со месеци. Се уште за некои не се ни почнати судењата, години поминаа, за некои траат и се во некаква заглавена фаза или не се гледа крајот, иако ќе повторам поминаа години од тие несреќи. За разлика од тогаш ние се имаме експресна, брза, ефикасна реакција на институциите. Веднаш почна апсења. До сега 34 луѓе се осомничени, се по обезбедени, дел се во притвор, ефективен, дел во домашен притвор, дел со други мерки, согласно законите. Значи, имаме меѓу тие луѓе кои што се осомничени и приведени високи функционери, поранешни министри, градоначалници, сегашни градоначалници, директори, административци, лица во висока служба во полицијата, така што опфатени се сите оние за кои што постои сомневање или основ за сомневање дека со некое свое дело или неделување предизвикале да се случи оваа трагедија во Почани. Оние кои што сакаат да ги заштитат тие лица кои што се одговорни, оние кои што сакаат системот да продолжи да функционира како до сега, се тие кои што во вакви моменти бараат оставка од министер за надстрешни работи со цел да ја покажат покасно малку за барањето на оставката. По завршувањето на 7-дневната жалост, СДСМ започна со одржување на пресконференции на кои побара одговори на истражните органи за неколку клучни прашања како што се дали е тоа точно дека ниту еден од командирите, инспекторите и раководството на БЈБ и МВР во Кочани и СВР во Штип не е во притвор, дали и против кого се води истрага, и ако не се води, како е возможно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со должности обврска да реагираат, но не го сториле тоа. Како гледате на ваквите прашања во контекст на законската процедура за истрага и правата на потенцијалните обвинети? Како вие ги оценувате овие јавни изјави и каква е нивната улога во политичкиот контекст? Дали вакви изјави имаат за цел да создадат политички притисок на истражните органи или се само во функција на информативна кампања на партијата? И дали вие лично сметате дека не се преземени соодветни мерки на одговорност од страна на институциите или пак станува збор за процес на собирање на докази за понатамошна правна постапка? Најпрвен, истрагата се уште трае. Согласно македонското законодавство, оние активности кои што до пред 2 дена беа презимани, беа од аспект на предистражна постапка, и потреба за обезбедување на осомничените лица. Откако заврши тоа, МВР поднесе кривично соодветни кривични пријави до јавното обвинителство, кое од тој момент ја презема, ја отвара истрагата и таа трае се до моментот до покренување на соодветни обвиненија пред надлежни судови. Така што, она кое што е битно да се знае за сите овие процеси кои што ги коментираме, дека истрагата се уште трае, а сите знаат во Република Македонија дека генерално гледано предистражната постапка е тајна, истрагата не се коментира и ја води јавното обвинителство. Не може ниту ние како политичари, ниту ние од власта, ниту они од опозицијата да ги имаат сите информации од аспект на истрагата, затоа што доколку јавното обвинителство би ги измекнало тие информации, во голем дел ќе ја загрози истрагата и нема да доеме до онаа правда која што барем ние од власта се залага. Во делот на сомнежот за некаква селективност при постапување, лесно се демонтира ако се види кои се оние кои што се ставени во притвор. Таму има и сегашни високи функционери и поранешни високи функционери. Нема селективност, секој кој што е виновен мора да одговара. Веднаш за да не влијаат на истрагата, уште истиот ден или утредента, не ме фаќате за збор, меѓутоа експресно министерот за внатрешни работи Тошковски ги разреши сите полициски функционери кои што делуваат во тој район.
и началникот на секторот за внатрешни работи во Штипи, и командирот на ОВР Кочани, и сите кои што имаат некаква надлежност во основна тој наслов. Сите беа разрешени за да не влијаат во постапката. Во ефективен притвор има високи полициски функционери. Ќе видиме, како што реков, истрагата не е затворена, ќе се прошири, можеби ќе има приведен уште некој полициски функционер. Тоа не можам да го знам, меѓутоа она кое што можам да го кажам од досегашните факти кои што се изнесени во јавноста дека апсолутно селективност нема, и сега затоа што има приведени поранични функционери високи како министри, како директори, како началници, веќе има приведени инспекцијски службеници, сите администрацијци кои што некако би влијаеле, опозицијата затоа што нема зашто да се фати, и сега ќе вели ајде немало полициски актуелни службеници. Значи, првин, не е вистина, затоа што сите се разрешени во своите позиции, за да не влијат на истрагата. Второ, има приведени полициски службеници. Не знам сега дали биле претходно на должност или сега, небитно. Битно е дека има. И она што е најважно е дека јавното обвинителство е оставено без стеги од власта, како што било досега, слободно да работи, да истражува, и го повикуваме во секој можен момент, ако процени дека има одредени сомненија за луѓе кои што биле полициски функционери, ајде така да се изразам, во таа кобна вечер, апсолутно ги охрабруваме истите веднаш, без никакво двумење да бидат приведени и изнесени пред лицето на правдата. И премиерот Мицкоски, и министерот, и сите ние кои што сме од актуелната власт, секојдневно упатуваме пораки и до јавното обвинителство, и до сите надлежни органи. Селективност нема и не смее да има, и секој кој што и најмалку има вина мора да биде соодветно санкциониран. Меѓутоа, она што не зачудува нас како власт е тоа што овој државен јавен обвинител, ова државно јавно обвинителство е поставено токму од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ и нивната влада. Тие го бира, тие го бранеа, тие кажува дека ова е најдобриот избор за државен обвинител. Тие го фалеа и има апсолутна доверба во него кога го именува на ова позиција. За да сега после неколку месеци ретерираат од таа своја позиција и сега да го обвинува за некаква селективност. Мислам дека како држава, како нација и пред се како политичар не смееме да дозволиме ваква трагедија да биде коментирана од денемно политички аспект и да биде користена за денемно политички цели и придобивање на ситни поени. Влезени сме во битка со мафијата во Република Македонија, со еден систем кој што 30 години бил конструиран, бил негуван и бил одржуван да ги заштитува тие кои што се богатале преку тој систем, да немаат никаква одговорност пред институциите. И сега кога одеднаш го рушиме тој систем, најдуваме на жесток отпор од токму тие кои што го користат овој систем, и тоа на нас не е јасно. Нас ни е јасно дека нема да биде лесно, затоа што ние имаме искуство досега. Убедивме улична мафија, приведовме неколку сериозни групи кои што се бавеа со уличен криминал и имавме реакции од таквите луѓе колку што имаме сега. Се справивме со мазут мафијата која што ги труеше нашите деца и сите нас тука во Република Македонија, кои што увезуваа неквалитетен, несоодветен мазут со кој не труе, сите се ефективно во притвор. Се справивме со многу мафии кои што хранаа во Република Македонија и на државни и на позиции, како што е во енергетската мафија, во Рек Битола. За жал успеа да избега тогаш директор на Рек Битола, меѓутоа другите се ефективно приведени. Се справивме со Оцкарската мафија, каде што главен осомничен е првиот поранешен вице-премиер на владата Артем Груби. За жал успеал да избега, користејќи токму тие инсталации кои што ги имаат во овој корумпиран систем и така натаму. Ќе се справиме и со оваа мафија, ќе се справиме со сите мафии, затоа што крајно време е Република Македонија да биде правна држава и нормално и достоинствено место за живење. Го очекуваме отпорот од овие луѓе кои што го граделе тој систем, меѓутоа ниту ќе не попишнат, ниту ќе не одвратат од намерата која што смеа зацртале како цел.
Господин Петрушевски, како ја оценувате последната изјава на Дуј во врска со настаните во Кочани, во која тие тврдат дека дошло времето гласно да се зборува за политичката хајка, алудирајќи на притворените членови на партијата, меѓу кои и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши? Дали Дуј има кредибилитет да зборува за политички притисок и хајка, особено ако се земе предвид сето она што се случуваше во Македонија во периодот додека беа дел од власта, што траеше речиси 3 децении? Како ја гледате нивната моментална политичка позиција и какви би биле долгорочните политички импликации од нивните изјави и односот кон тековните случувања? Дуј е токму еден од клучните фактори кои што го градел и го негувал овој корумпиран систем повеќе од 2 децении. Дуј би е на власт повеќе од 2 децении и Дуј инсталира токму такви личности во овој систем кои што требало да овозможуваат нивните функционери да поминуваат неказни. Зачудува ваквиот коментар од Дуј за некаква политичка хајка, кога обвинителот за организиран криминал, кој што тие го поставија, во нивно време е поставен, по социјалните медиуми има слики заедно со качен на вратот на шоферот на Али Ахмети и нескриено е поддржувач на политиките на Дуј. Како може тие личности кои што тие ги поставувале, во кои што тие ви имале доверба, тие ги избрале како најдобри за соодветните позиции, сега одеднаш да ги обвинуваат истите тие дека спроведуваат некаква хајка против, условно кажано, своите. Мислам дека е небулоза и она која што е, ајде да кажам, укажување со Дуј е да се спреми во наредниот период за сите оние кои што како нивни функционери се огрешиле пред законот да се одговараат. Тоа не е политичка хајка, туку тоа е владење на правната држава, а Дуј да се реформира со нови квалитетни кадри и да биде повторно некаков фактор во политичката сцена во Република Македонија, затоа што после поразот на последните избори очигледно е дека Дуј не е никаков фактор во Република Македонија. Така што нивните изјави не треба да одат во насока на оправдување на криминалот кој што го сториле нивните функционери, туку напротив, во насока на оградување од истиот и во насока на реформа на нивната политичка партија. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата разгледува акционен план кој вклучува прогласување на мораториум за угостителските објекти што имаат неправилности во своето работење, како и разгледување на лиценците и дозволите. Овој мораториум ќе важи додека не се отстранат утврдените неправилности. Според досегашните контроли, регистрирани се значителен број прекршувања, што според владата ја оправдува потребата од вакви мерки. Господине Петрушевски, како го оценувате влијанието на оваа мерка врз економската стабилност и конкурентноста на угостителскиот сектор? Дали има доволно ресурси и алатки за справување на оваа мерка? Дали сметате дека оваа интервенција ќе има долгорочни позитивни ефекти на пазарот или пак ќе предизвика непотребни економски проблеми за малите и средни предпријатија? Најбитно нешто е безбедноста на граѓаните. Последната трагедија е последна опомена дека стандардите мора да се почитуваат и не се тука затоа што некој само ги напишал на хартија, туку значат поголема безбедност и превенција од случување на одредени несреќи. Ако се анализира случајот во Кочина, тоа го правиме интензивно овој период и ги пронаоѓаме сите недостатоци и во имплементација на законските решенија, меѓутоа и во самите законски решенија со цел да бидат коригирани во насока на спречување на идни вакви трагедии. Ќе се види дека во Кочани ниту еден стандард во таа дискотека не бил исполнет, а функционирала дискотека. Така што неопходна е една ваква активност да се проверат сите угостителски објекти во Република Македонија, дали ги исполнуваат соодветно пропишаните стандарди или не. И како што рековте и вие и како што веќе објави од владата, зачудувачки е фактот што голем дел од нив, иако имаат соодветни лиценци, не ги исполнуваат тие стандарди. Се поставува прашањето дали во моментот на
поднесување на лиценца ги имале исполнети, па потоа тие стандарди ги напуштиле или воопшто и тогаш ги немале, и тука владел корупцијата и криминалот за добивање на такви лиценци. Затоа е неопходно да се спроведе една ваква активност. Ќе се даде период на мораториум, односно период на можност на овие мали новие ugostiteljски објекти кои што се претежно мали и средни предпријатија да се прилагодат согласно стандардите кои што се пропишани, да ги исполнат тие стандарди и да можат да продолжат да функционираат. Ние и во предизборниот период и на власт дојдовме затоа што ветивме владење на правото и тоа владење на правото мора да го испорачаме, а тоа подразбира и почитување на сите законски норми кои што владеат во Република Македонија. Не може владењето на правото да го гледаме низ призма на она што некому лично му одговара или не му одговара. Владењето на правото мора да важи за сите одеднакво и тука сме решени да го истераме тоа до крај, вклучително и за ова, вклучително и за секој друг сегмент во општественото живење. Буквално сите стандарди, сите лиценци, све ќе биде проверено, исконтролирано од државата и ќе биде доведено во еден нормален колосек. Како ја оценувате одговорноста на законодавната власт во обезбедувањето на усогласеноста со прописите? Какви промени во регулаторната рамка би биле потребни за да се избегне слични неправилности во еднина? Ние токму овој период интензивно работивме на овој проблем, на детектирање на законските слабости и од тие причини ние веќе на 1 април во вторник имаме закажано 2 седници со по 16 точки, кои што се пред се измени и дополнувања на нови законски решенија. Потоа исто така за 2 дена на 3 април имаме исто седница на која ќе имаме најпрво на опозицијски председнички прашања, тие траат околу 2 часа, а потоа продолжуваме со работа по точки од дневен ред кои што ќе имаме вкупно 18 измени и дополнени на закони, така што динамиката ќе биде интензивна нареден период. Веќе на 8 април повторно имаме нова седница со 24 точки на дневен ред. Паралелно нормално ќе функционираат комисиите кои што треба да ги гледаат во прво читање овие предлог законски измени. Генерално во овој период имаме многу закони кои што ќе се сменат и очекуваме кога ќе заврши анализата уште повеќе закони да имаме покрај овие 20-тина кои што веќе се на дневен ред и сите се во насока на превенирање на вакви трагедии и утврдување на одредени недостатоци кои што се покажале како црна дупка за вклучување на ваквите трагедии. Опфатот е широк од, да речеме, закон за прекршоци во јавниот ред и мир, каде што го стегаме обрачот за употреба на пиротехника во затворен простор, да не речам буквално го забрануваме, меѓутоа го стегаме обрачот со тоа што и се зголемуваат воедно во огромна мера казните, двојно или тројно од она што било досега, до вршење на инспекцијски надзор на 6 месеци, а не по проценка на соодветните институции, така што ви велам, досега се 20-тина законски измени, ќе пристигаат уште во наредниот период и она кое што планираме како собрание да го работиме е корекција на оние законски решенија кои што се покажале како недоследни или кои што имаат потреба од соодветна корекција и се покажале за неприменливи. Од друга страна, владата паралелно покрај она што собранието го работи, а тоа е ги коригира законските решенија, работи и на ефективно спроведување на тие законски решенија, затоа што не е доволно само да се напишат законите на хартија и да се донесат во собранието, мора тие да бидат спроведени на дело, така што владата интензивно работи и во тој домен, координирани сме и мислам дека сериозни ефекти ќе даде нашата работа во наредниот период. Како ја оценувате одлуката на државниот јавен обвинител Коцевски да го зголеми тимот на обвинители кои ќе работат на случајот со загинатите 59 лица во дискотеката Пулс во Кочани? Дали ова укажува на тоа дека
списокот на осомничени сведоци се зголемува и дали обвинителството има за цел што побрзо да ги заврши истражувањата и испитувањата за да може да започне со поднесување кривични пријави за сите инволвирани кои на некој начин дозволиле или учествувале во оваа трагедија. Какво значење ќе има зголемувањето на тимот во понатамошната истрага? Дали истражните органи ќе успеат да ја избегнат политичката контаминација на истрагата? Така, од аспект на терминологија, кривични пријави веќе се поднесени на страна на МВР, се работи за покренување на обвинение кои што треба да ги направи јавниот обвинител. Обемна истрага ова, обемен материјал е досега набавен во предистражната и досегашната истражна постапка. Многу сектори се вклучени од кои што имале некаква надлежност, или како што зборувавме веќе од Министерството за внатрешни работи, повеќе инспекторати, градоначалници, значи преку локалните власти, централните власти, Министерството за економија, многу институции, многу надлежности и многу материјал е прибавен. Она која што јавноста го вара е брза и ефикасна истрага и изведување пред судските органи, така што добро е што државниот јавен обвинител го зголемил тимот, затоа што ќе му треба повеќе луѓе за да се разгледа целиот тој набавен материјал и да се срочат квалитетни соодветни обвиненија кои што ќе бидат истражани на текстот на судската постапка и оние кои што се огрешиле ќе си ги добијат соодветно казните. Од аспект на политичкото влијание или политизацијата, гледате, ние како влада апсолутно даваме слободен простор да функционира јавното обвинителство, му стоиме на располагање за сите потреби кои што му ги треба. За разлика од претходно, да речеме кога СДСМ дојде на власт, првата активност која што тие тогаш ја направија беше разрешување на јавниот обвинител и именување на нов јавен обвинител. Ние тоа не го оставивме. Веќе 9 месеци оставивме простор јавниот обвинител кој што е именуван од опозицијата, тогашна власт, сегашна опозиција, да функционира и да докаже да си ја заслужи позицијата која што има добиена. Значи, докажавме дека имаме и како многу големи демократски капацитети и не го разрешивме јавниот обвинител. Ме чуди, ќе повторам, недовербата на СДСМ, меѓутоа ја препишувам само на она дневна политика, за жал, а не на некаква суштина. Меѓутоа, потешка ситуација после избори СДСМ за да се консолидира, очигледно нема визија, нема стратегија долгорочна, функционира на дневна основа, она која што мисли дека денеска ќе запали, тоа ќе го коментираат на медиумите и ништо повеќе од нив. Двајцата поранешни градоначалници на општина Кочани, Радко Димитриевски и Николчо Илиев, кои се од редовите на СДСМ, како и поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат, се пуштени на домашен притвор, додека градоначалникот во оставка Љупчо Папазов, кој сам си ја поднесе неотповлекливата оставка, се уште се наоѓа во активен притвор. Ваквата одлука ја потврди и апелациониот суд од Штип. СДСМ и ДУИ пак поднесоа барање за формирање на анкетна комисија во Собранието и покренување на меѓународна истрага за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Како ја оценувате ваквата одлука поврзана со тројцата градоначалници? Како гледате и на барањето на СДСМ и ДУИ за формирањето на анкетна комисија и покренување на меѓународна истрага за трагичниот настан? Дали тоа представува конкретен чекор за зголемување на транспарентноста и отчетноста во македонските институции или пак има политичка позадина? Дали сметате дека формирањето на комисијата и ангажирањето на меѓународни институции може да обезбеди објективност во процесот на истрагата и кои биле потенцијалните политички и правни последици од ваквата иницијатива? Зарем ние не сме способни сами дома да си осредиме сопствениот двор? Најпрвин од аспект на градоначалниците, Радко Димитриевски од ВМРО ДПМН не поранешен градоначалник, Николчо Илиевски само од СДСМ. И тоа покажува дека има неселективност оно за кој што цело време обвинува, затоа што ете токму оно кој што е
последниот градоначалник од ВМРО ДПМН на Кочани е во ефективен притвор, не му е прифатена жалбата за домашен притвор, како што му беше прифатена жалбата на претходниот од ССМ. Така што само уште еден аргумент во насока на кој што ние го тврдиме, тоа е дека нема селективност при постапување по однос на овој случај. Така ги биде и по однос на сите случаи во иднина, затоа што сме решени тоа така да биде. Од аспект на она кое што го бара Дуи, погледам поддржани си од ССМ за анкетна комисија, најпрво немаме никаков проблем. Нека поднесат барање, се уште не сме го виделе формално барањето да видиме што е како е. Според мене несериозно е ваква тема да се комуницира преку медиумите. Сериозна трагедија е тоа што се случи во Кочани и заслужува сериозен пристап од политичките партии, а тоа значи и сериозно делување. Ако веќе се бара одредена иницијатива, таа треба да биде формално поднесена на хартија за да седнеме како сериозни луѓе политичари да ја разгледаме и да видиме кој правец каде што како треба и може да се испорача. Она што е наша заложба е се што ќе оди во насока да се помогне во овој случај, апсолутно ќе биде прифатено. Ние немаме потреба, не знам, било што да спречуваме или да се криеме од нешто или било што, апсолутно не. Што се однесува до таа иницијатива, нека ја покренат, ќе видиме, ќе биде формирана комисија, ќе се разгледа случајот. Меѓутоа не сум сигурен дека таква анкетна комисија нешто многу ќе промени, затоа што прво имаме квалитетна, ефикасна, ефективна истрага. Второ, согласно законите, собранието не може да спроведува истражни и полициски действија. Тоа е работа на јавното министерство, на полицијата. Ние можеме да утврдуваме некаква политичка одговорност, меѓутоа се уште рано за нешто такво, затоа што евентуално затоа што се уште трае. Истрагата се уште се презима действија. Во делот на она вклучување на меѓународни експерти, исто така немаме проблем, меѓутоа тоа Дуи си го промовира од аспект на некаква девалвација на институциите, што да чудува затоа што, како што коментиравме претходно, 20 години ги градат тие институции, за да сега одеднаш тие кои што ги граделе сега, истите тие немаат доверба, малку зачудува, меѓутоа тоа е, продолжуваме, ние сме фокусирани да ова го истераме како што треба, без разлика на притисоците кои што доаѓаат и од опозицијата и од некои други центри на моќ. Свесни сме дека штом влегуваш во битка со корумпиран систем, ќе има уште поголема реакција од тој корумпиран систем. Какви дополнителни мерки или реформи сметате дека би требало да се разгледаат за да се спречат вакви инциденти во иднина? Па ние веќе во најголем дел ги презимаме тие мерки, дел ги коментиравме во делот на инспекцијските надзори кои што се спроведуваат во Република Македонија, комплетната територија. Да не речам сите инспекторати од сите области веќе се на терен, работат секојдневно, се анализираат нивните контроли и се излекуваат заклучоци. Дел од тие заклучоци ефектуираат со законски измени кои што во наредниот период се носат, изготвени се пишуваат, се напишани, дел од нив се пишуваат заедно со владата, со министерствата. Сметам дека покрај брзата и ефикасна реакција на надлежните институции по трагедијата, покрај добрата, брза, квалитетна реакција на здравствениот систем, брзата, се надевам, квалитетна ќе видиме на судењето реакција на правосудниот систем. Она која што сега се случува е соодветна реакција и на законодавната и извршната власт во делот на корекција на сите оние недостатоци во системот кои што за жал придонеле да не се случи една ваква трагедија. Суштината една, ја знаеме сите, тоа е премногу корумпираниот систем кој што бил негуван со децении во Република Македонија и влегуваме во кошти со тој проблем. Свесни сме дека што повеќе удараме против тој систем, ќе има поголема реакција и од тој систем спрема нас. Меѓутоа, решени сме да одиме до крај и нема проблем, ќе се справиме со сите предизвици. Како ја оценувате одлуката за привремено стопирање на постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, која беше започната од владата на 11 февруари 2025 година?
Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека имајќи предвид чувствителната ситуација по трагедијата во Кочани, владата одлучила да ја запре постапката. Тој нагласи дека обвинителите кои работат на случајот во Кочани треба да имаат простор да ја завршат истрагата. Како ја оценувате оваа одлука, особено во контекст на политичката динамика во Македонија? Дали сметате дека владината одлука да се стопира постапката може да влијае на независноста на правосудните институции во земјата? Дополнително, Мицкоски ги охрабри јавното обвинителство да ги преразгледа и случаите од минатото и да констатира евентуални неправилности со цел да се обезбеди правда без селективност. Како го оценувате оваа прашање? Најпрвин, мислам дека ваква трагедија, ваков трагичен настан, изискува, поварува посериозен однос од институциите и ние тоа го правиме. Значи, мислам дека ваквата одлука на премиерот е токму во наслога на ослободување на јавниот обвинител да функционира онака како што тој смета дека треба да функционира, да нема притисок дека нели над глава му стои некакво си разрешување. Да, ние во овој период оставивме простор да видиме како ќе функционира јавниот обвинител. Искрени, реални да бидеме, ниту јавноста домашна, ниту меѓународната експертска јавност, ниту некој релевантен извештај не беа задоволни од работата на јавното обвинителство. Добивме извештај од Транспаренси, па и извештајот на Европската комисија, се нотираат недостатоци и недоследности во функционирањето на јавниот обвинител. Сериозни спомнежи за криминал се отвара, на кои што тие остана неми и отмолкна, така што нормална беше една таква постапка од наша страна, аргументирана, докажана нормално за една законска постапка. Меѓутоа се случува оваа трагедија, свесни сме дека на нас не може на прво место да не биде политиката, личниот партиски интерес или што и да е, мора да оставиме да се завршат оваа работа институциите, да го оставиме јавниот обвинител да се спроведе постапката и затоа прогласивме да своевиден мораториум на тоа наше барање, да ги оставиме да функционира без никакви притисоци, да се завршат работата, се надевам квалитетно, очекувам најквалитетно што може, да имаме ефективна судска завршеност на овој предмет и се она кое што претходно го говоривме, без да бидат обременети со некаков притисок од страна на извршната власт. Мислам дека со ваквите чекори покажуваме дека имаме голема, длабока демократска свест за почитување на демократски процеси во една нормална демократска европска држава. Сите оние шпекулации од аспект на некаков притисок, од аспект на селективност, политизација, ги зборувавме, фактите го зборуваат спротивното. Добро би било во овој период и власт и опозицијата да бидат сплотени во насока на расчистување правно на оваа трагедија, а не во насока на попречување на истрагата, заштита на одредени личности кои што ги сметаат за своји и овозможување да продолжи еден ваков корумпиран систем да владее во Република Македонија. Мора заедно сплотени да влеземе во борба против овој корумпиран систем за кој што сите се свесни дека постои и сите се свесни дека мора да заеднички со опозицијата, со сите релевантни сили во државата да биде поразен. Дали стравувате дека ваквата одлука на владата може да биде злоупотребена од страна на опозицијските партии и да ве обвинат за правење на некаков договор со јавниот обвинител за да не покренува кривична постапка против лица кои гравитираат околу вашата партија, а за возглед на тоа јавниот обвинител да добие ослободување од преземената активност за негово разрешување? Каков одговор ќе им дадете на оние кои ќе се обидат да го направат тоа, а тоа најверојатно ќе бидат опозицијските политички партии и нивните апологети, но и сите оние кои се имаат мувата на капата за нивната инволвираност во незаконски сделки? Како го интерпретирате барањето на премиерот Христијан Мицкоски за дополнителна истрага на случаите од минатото во контекст на праведноста и транспарентноста на судските процеси? За жал,
мора да кажам, за жал, ние конструктивен предлог од опозицијата не очекуваме и не доаѓа. И доаѓаат само деструктивни предлози во насока на некакво обвинување за нешто што се коси со реалност. Најдобар одговор ќе најдеме во наредниот период, да заврши ова истрага, да се ефектуира како што треба, па да видиме понатаму, затоа што ние, ниту премиерот, ниту ние не рековме дека овој јавен обвинител ќе остане да функционира до крај на мандатот, да видиме како ќе заврши се овој период, па ќе донесеме понатамошна одлука. Она кое што го кажавме, само дека постапката за разрешување ја паузираме во периодот додека трае истрагата за ова голема трагедија која што ни се случи. Понатаму ќе дојде одговорот и на овие прашања. Ако јавниот обвинител не покренува обвиненија, абсолютно ќе мора да ја продолжиме таа постапка за разрешување. Ние имаме проблем сега што како држава што овој јавен обвинител не покрена обвиненија против оние кои што се во претходниот период на високи функции поставени од владите на СДСМ и ДУИ, за да тие сега одеднаш покажуваат загриженост за дека немало да се постапува по однос на покренување на обвиненија за актуелните функционери. Затоа велиме, ајде да ги расчистиме сите корупции, криминали, трагедии кои што не се случиле во изминатиот период. Не може да одиме напред како држава, а за една трагедија како што беше модуларната болница во која што живи гореа луѓе, болни луѓе живи гореа, да не биде видовен кабел. Не може автобус кој што стотина пати поминувал граница без соодветни документи и лиценци и да им не исполнува стандарди, да погинат луѓе и да биде видовен таму некаков шофер или не знам што. Мора институциите да ја преземат одговорноста и да бидат санкционирани за да го коригираме системот во кој што живееме. А за да го направиме тоа, ние мора да ги расчистиме сите овие големи трагедии, затоа што се случувале како причинска последична поврзаност со корупцијата. Некој цело време вршил корупција, оној кој што бил на власт го штител, го толерирал и еве како завршува таа спрега. Мора да функционираме како правна држава и очекуваме да се отворат сите овие постапки, сите овие трагедии да бидат расчистени, не капли да не бидат виновни, не шасии да не бидат виновни, туку виновноста да има, виновникот да има име и презиме, како што впрочем гледаме дека може со ова последна трагедија во Кочани, затоа што имаме 34 личности со име и презиме. Дел високи функционери, дел административци, меѓутоа имаат име и презиме и ќе си ја преземат соодветната одговорност за злоделото кој што го направи. Тоа е пример како треба да функционира државата и така со име и презиме мора да има одговорност и за сите оние случаи кои што во минатата ја потресува македонската јавност. Што би значила ваквата ситуација за иднината на јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи и дали сметате дека ќе има долгорочни политички и правни последици по довербата во правосудскиот систем и процесите на отчетност во државата? Секогаш кога има ефективна правна завршница која што е ефектуирана низ една законска, легална, формална правна постапка за утврдување на одговорност, не може да не ја зголеми довербата на граѓаните во правосудниот систем. Обратното е причина зашто правосудниот систем има 2% доверба кај граѓаните или помалку. Затоа што сите знаат во Република Македонија дека за висока корупција никој не одговара, дека политичарите се како заштитени бели мечки, дека во ниедна трагедија во која што ни се случила нема осуден функционер. Затоа довербата на граѓаните во правосудниот систем е никако. И со едни постапки кои што ние ги отвараме и ќе ги отвориме и ќе покажеме како се утврдува на законски начин, на легален начин, одговорност на секој еден функционер, макар тој бил и најголемиот ВМРО-вец, ќе покажеме како функционира една правна држава и како граѓаните полека, но сигурно ќе ја враќаат довербата и во правосудството, меѓутоа и во државните органи генерално, затоа што за жал изминатите години на функционирање на владата или владите во Република Македонија придонесува граѓаните да изгубат довербата и во институциите, во државните институции кои што треба да работат во нивен
интерес. Ние немаме друга можност, ние немаме друг начин, ние немаме веќе ни време да се играме со еден ваков корумпиран систем. Крајно време, ако не е веќе и тоцна, да се коригираат работите. А работите ќе се коригираат низ едни вакви транспарентни, законски, легални, судски постапки, кои што ќе утврдат одговорност со име и презиме за секој неселективно, дали е од ВМРО, од СДС, од ДУИ, дали е македонец, албанец, богат, сиромашен, небитно. Сите се еднакви пред законот и тоа мора да биде факт. Така. Се чини дека последниот трагичен настан во Кочани има значително влијание врз политичката динамика во Македонија, предизвикувајќи засилени инспекциски контроли низ целата територија. Како ја оценувате оваа нова серија инспекциски акции во контекст на системската корупција? Дали сметате дека овие контроли се искрени напори за елиминирање на корупционите практики во јавниот и приватниот сектор, или се само политички маневри кои имаат за цел да создадат привид на реформски активности? Какви политички и институцијални промени треба да се спроведат за да се избегне повторувањето на ваквите настани и да се осигура дека корупцијата нема да продолжи да се коренува во највисоките ешалони на власт? Ова се сериозни активности кои ќе се преземат и се реакција на она кое што ни се случи во Кочани. Се утврдуваат сериозни аномалии, зачудувачки сериозни аномалии, затоа што при сите инспекцијски контроли буквално да нема субјект или објект кој што е согласно законот исправен и исполнува сите стандарди, и тоа укажува дека со децении владеела системска корупција во Република. Никој не се грижел да ги исполнува тие законски стандарди, туку предпоставуваме или она која што е јавна тајна е дека соодветен со корупција, со финансиски надомеси обезбедувале соодветни лиценци од државата. Ова е сериозен проблем кој што не загрижува како општество и треба да не загрижи сите граѓани во Република Македонија, затоа што буквално корупцијата станува дел од нашиот менталитет како народ, што е застрашувачки. И мораме конечно да ја исечеме таа системска корупција. Овие инспекции кои што се вклучуваат овој период се неселективни, односно се прават врз сите субјекти и објекти, нема селекција, сите ќе бидат проверени, ќе има сериозни казни за оние кои што не ги исполнуваат стандардите, ќе има сериозни законски измени во таа насока, дел од нив веќе ги напоменав, дел од нив се уште се работат. Едноставно после трагедијата во Кочани, Македонија нема да биде иста држава. Според информации од 26 март, полицијата извршила претрес во кафе-барот на газдата на Пулс во Кочани, како и во други негови објекти, вклучително и неговиот дом. Операцијата е дел од пошироката истрага за наводни нелегални активности поврзани со објектот. Полицијата исто така запленила значителна количина недозволени супстанции и уреди. Газдата е приведен, а приведени се и други членови на неговото семејство. Господине Петришовски, дали имате некакви информации во кое својство и зошто беа приведени членови на неговото семејство и дали сметате дека последните случувања во Кочани поврзани со полициската акција во кафе-барот на газдата на Пулс можат да имаат влијание на јавната перцепција за безбедноста и правдата во Македонија? Како ја проценувате и реакцијата на надлежните институции и како ова ќе влијае на довербата на граѓаните во институциите? Она што јас го знам и веќе го споделив со вас е тоа дека истрагата се уште трае. Значи, јавното обвинителство ја врши истрагата, презема јавно-обвинителски дејства, дел од тие се проширување на лицата кои што се осомничени, нивно обезбедување, приведување и така натаму. Нема да не чуди во наредниот период уште повеќе лица да бидат обезведени, да бидат приведени за да се соочат со правдата, и тоа е работата на јавното обвинителство и тоа е добро. Значи, истрагата не е затворена, таа ќе биде затворена оној момент кога јавното обвинителство ќе покрене обвинение и ќе започне судската
постапка. Се додека трае истрагата, се додека се прибираат докази, материјални изјави, сведоци и така натаму, постои можност за проширување на осомнечените лица. Зошто и како биле обезведени лицата на кои што ги споменате, не би можел да знам затоа што таа работа е работа јавното обвинителство, тоа е нивна надлежност и ние како политичари не им се мешаме во нивната работа, како што впрочем веќе го докажав, тоа низ ова интервју. Наша работа е да ги охрабруваме да постапуваат неселективно, да ги охрабруваме да постапуваат квалитетно, брзо, ефикасно и да им ги обезбедиме сите услови кои што им се неопходни од аспект на ресурси. Другото е нивна надлежност, нивна работа и немам што повеќе да додадам. Она кое што јавноста го бара, она кое што владата го бара е квалитетна, пред се, квалитетна, да не се претвориме во судење на толпа, туку квалитетна истрага, обезбедување на сите инволвирани, обезбедување на сите докази и срочување на едно квалитетно обвинение кое што ќе го помине тестот на судските постапки и ќе оние кои што се осомничени, сториле кривично дело, ќе си ја преземат соодветната одговорност и така формално правно ќе заврши ова постапка од судскиот правен аспект. Министерот за транспорт и врски на Република Македонија Александар Николовски објави дека ќе им бидат одземени лиценците на 479 правни лица во областа на урбанистичко планирање и градење. Оваа одлука следува по обемната контрола на издадените лиценци, при што е утврдено дека овие правни лица престанале да ги исполнуваат законските услови за нивно поседување. Господине Петрушевски, кои се клучните мерки кои треба да бидат преземени од страна на надлежните институции за зајакнување на регулацијата и подобрување на транспарентноста во градежниот сектор во Република Македонија? Дали сметате дека овие мерки ќе имаат доволен ефект во регулирањето на градежниот сектор или пак ќе бидат потребни дополнителни законски и административни реформи за да се постигне вистинска трансформација и борба против корупцијата? Исто така, какви би биле последиците за економијата, приватниот сектор и развој на инфраструктурните проекти или какви стратегии треба да се постават за да се осигура дека овие мерки нема да доведат до негативни економски импликации, како што се застој во инвестиции или забавување на инфраструктурните проекти? Ќе се даде можност на сите компании да се ги исполнат своите законски надлежности и оние стандарди кои што треба да ги испочитуваат. Меѓутоа, и ова активност инспекцијска на Министерството за транспорт само покажува колку е голема таа системска корупција која што владее во Република Македонија. Значи, нема сектор, нема област каде што не е навлезена таа системска корупција. Овие бројки го покажуваат тоа на дело и има неколку аномалии кои што досега се утврдени, кои што во наредниот период ќе бидат коригирани. Тоа е дека најпрвен за да ги исполнат оние стандарди кои што се пропишани во законот, а кои што се во делот на човечките ресурси, да речеме да има некаков лиценциран вработен, и е при приложување на потребната документација таков вработен ќе има, ќе добијат лиценца, меѓутоа подоцна тој вработен повеќе не е во таа компанија и тие не ги известуваат надлежните институции, поради што нели дека им се истечени тие, дека не им важат веќе тие лиценци затоа што не ги исполнуваат условите, поради што Министерството предложи законски измени со кои што на секои 6 месеци ќе бидат вршени вакви детални контроли во сите градежни фирми и компании со цел да се потврди дека ги исполнуваат стандардите кои што се пропишани со закони. Не сакам да поверувам што се може да се случи доколку несоодветни личности, лица градат објекти во Република Македонија, какви се последици тоа може да има, затоа што мора да имаме исполнување на овие стандарди, за тоа дилема нема. Од аспект на економијата, од аспект на инвестициите,
и да има застој, сметаме како влада дека главен и врвен приоритет е безбедноста на граѓаните, па се друго останато. Меѓутоа, сметам дека ќе им се даде можност да ги исполнат овие стандарди и да продолжат да функционираат сите овие градежни компании на начин на кој што ќе работат согласно закон, ќе елиминира местителската корупција која што владее во овој сектор. Не е реткост во Република Македонија да се слушне дека постои градежна мафија, така што ќе се справиме со таа градежна мафија на начин на кој што ќе владее законот и редот во Република Македонија. Според достапните информации Ејуп Рустеми, поранешниот директор на јавното претпријатие за државни патишта на Македонија, заедно со уште 4 лица, е приведен во рамките на истрагата за злоупотреба на тендер вреден околу 760.000 евра. Сомнежите се поврзани со злоупотребата на јавната набавка за физичко обезбедување на наплатните рампи за патарини, при што компанијата 2СС од Кичево под водство на Джемал Билбиловски била ангажирана за оваа услуга. Според обвинителството и МВР, иако договорот предвидувал целодневно физичко обезбедување, компанијата обезбедувала само во првата смена, додека наплаќала за целосно 24/7 обезбедување. Сите осомничени лица, како што реков, се во притвор, а истрагата продолжува. Каков е вашиот став за приведувањето на Ејуп Рустеми и 4 други лица? Како ја оценувате истрагата за тендерот за обезбедување патарини во висина од 760.000 евра? Како ги оценувате институционалните механизми кои треба да го гарантираат транспарентното и правично постапување во јавните набавки во Македонија? Дали сметате дека овој случај е дел од пошироката слика на корупција и злоупотреба на јавни ресурси во земјата и какви конкретни мерки треба да се преземаат за да се вратат довербата на граѓаните во институциите задолжен за надзор на јавните средства? Ајде да почнем од она што лично го видов во овој случај. Јас кога го прочитав ова дека е покрената обвинение против Ејуп Рустеми, прв пат слушнав дека постои обезбедување на патарините во Република Македонија, а јас лично секој ден, буквално секој ден патувам од Куманово до Скопје и поминувам 2 патарини и со години тоа го правам, немам средното обезбедување на тие патарини. Лично прв пат дознав дека имаме обезбедување на патарини од обвинението кое што е покренато. Замислете до кој степен оди таа системска корупција во Република Македонија. Значи се ангажирала фирма која што е блиска до ДУИ, таа фирма не ги исполнувала обврските од договорот, а наплаќала дебелни суми од буџетот на Република Македонија. Она кое што очекувам во наредниот период е да се прошири ова обвинение и на други институции, затоа што сознанијата мои говорат дека оваа фирма за обезбедување добила тендери и во други државни институции. Ова истата фирма која што го обезбедувала МНАФ кога се случи инцидентот со влегување на неовластени лица таму и некакви тепачи кои што се случија пред неколку години, ако се сеќава јавноста, така што оваа фирма за обезбедување има добиено повеќе тендери од државата и очекувам сите да бидат проверени, а гледајќи како функционирала во ЈПДП, очигледно дека ќе биде така или е за очекување дека ќе биде така и во други државни институции, па очекувам поголеми јави обвиненија. Она која што исто така мора да се искоригира во општеството е да има ефикасна судска завршница. Значи, институциите откриле криминал, покренале, тоа е добро, обвинение ќе се оформи, тоа е добро, меѓутоа мора и судовите да бидат на ниво на задачата и да имаме ефективна судска завршница. Ако се украдени 760.000 евра од буџетот, тие исти треба да бидат вратени во буџетот, а оние кои што го украле тоа да имаат соодветна законска санкција. Доколку продолжи праксата на одложување, застарување, несудење и така натаму, ќе имаме сериозен проблем и затоа и ние како влада покренавме една иницијатива за утврдување на политичка одговорност, односно
интерпелација на членовите на судскиот совет кои што се најодговорни за функционирањето на судството во Република Македонија. Се надевам дека тоа ќе предизвика да проработи свеста на овие суди. Се надевам дека конечно ќе почнат судиите во Република Македонија да го работат она кое што се платене, тоа е да судат во името на народот и граѓаните и да носат правда во Република Македонија. За мене крајна завршница на сето ова ќе биде кога тие пари кои што се украдени од буџетот ќе бидат вратени во буџетот, а оние кои што ги украле ќе бидат санкционирани согласно законските норми во Република Македонија. Само така ќе градиме правна држава. И затоа ги повикувам судските власти во Република Македонија да го следат начинот на функционирање на владата, да постапуваат неселективно и по словото на законот и еднаш за секогаш да направиме правна држава во Република Македонија, затоа што ние сами тоа нема да можеме да го направиме. Председателот на заедницата на единици на локална самоуправа Орце Ѓоргиевски информираше дека по спроведените вонредни инспекцијски контроли сите градинки, училишта, културни домови, спортски сали и угостителски објекти се безбедни. Ѓоргиевски објасни дека инспекциите спроведени со учество на општествени и централни инспектори имаат превентивен карактер и не предвидуваат казни, додавајќи дека безбедноста на граѓаните е неприкоснована и дека нема компромис во оваа сфера. Господин Петрушевски, како ги оценувате моменталните законски и институцијални механизми за обезбедување на безбедност во овие области? Дали сметате дека постоечките инспекцијски активности и превентивните мерки се доволни за да се спречат потенцијални инциденти или има потреба од дополнителни измени во законодавството и праксата за подобрување на контролната и превентивната улога на надлежните институции? Видете, ние во Република Македонија имаме закони кои што се од бившата Југославија, од 70-тите години кои што не се изменети, така што и tekako постои потреба од менување на дел на законските решенија во Република Македонија. Она што е добро е тоа што ЗЕЛС и начело со Орце Ѓоргиевски покрена и изврши една ваква активност на контрола на сите оние јавни објекти во општините како градинки, училишта, болници, да се утврди нивната безбедност, затоа што да, точно нема компромис со безбедноста на граѓаните. И тука имаше одредени проблеми и предизвици кои што беа надминати од аспект на тоа што помалите локални самоуправи, односно општини, нема капацитет, пред се човечки капацитет, немаат вработено доволен број на инспектори по разни области за да ја спроведат таа активност. Меѓутоа со меѓуопштинска соработка, со поддршка од поголемите општини, тој предизвик беше надминат и имаме сериозна активност спроведена во тој дел. Она кое што се најави во овој нареден период ќе биде и проверка на сите оние колективни стамбени згради за домување, за да бидат проверени од аспект на противпожарна заштита, оние противпожарни скали, се она кое што е во тој домен, и тоа исто ќе биде спроведено најпрво нормално во поголемите општини кои што имаат капацитет, а потоа и во помалите општини со помош и меѓуопштинска соработка од поголемите општини ќе биде проверено секоја зграда во Република Македонија и ќе биде наложено да бидат испочитувани соодветните стандарди. Компромис со безбедноста нема, компромис со корупцијата нема, влегуваме во костеж со овој проблем и ќе се справиме, како што реков и неколку пати, на сите нивоа. Значи, немаме ние проблем само во една област во Република Македонија со корупцијата. Корупцијата е во сите нивоа, навлезена во сите пори во општеството, што, како што рече еднаш и министерот за внатрешни работи Тошковски, кај да копнеш малку избира одреден проблем. Сериозна негрижа е водена во државата изминатиот период, од искрена грижа е водено само за да функционира коруптивните сделки и да бидат заштитени тие високи функционери. Сериозни проблеми, многу работа е потребно за надминување, многу искуство и знаење, меѓутоа тоа не ни недостасува. И за оваа работа ќе има законски измени, по принцип да се наложи на генерално на сите инспекторати
во Република Македонија да вршат неселективна контрола, временски ограничена контрола, значи да биде на 6 месеци, да им се создадат и подобри услови за работа, меѓутоа мора да имаме еден ефикасен контролен механизам во државата кој што ќе гарантира дека во Македонија се работи согласно закон и устав. Во понеделникот Македонија ја доби првата транша од 52,4 милиони евра од инструментот за реформи и раст на Европската Унија. Од овој износ 24,4 милиони евра се наменети за буџетска поддршка и веќе се уплатени на сметката на Министерството за финансии. Останатите 28 милиони евра се предвидени за финансирање на конкретни проекти поврзани со реформите. Македонија е првата земја во регионот која ги доби овие средства, што се смета за значајна потврда на довербата и партнерството од страна на Европската Унија. Како ја оценувате одлуката на Европската Унија да ја додели на Македонија првата транша од 52,4 милиони евра од инструментот за реформи и раст? Какви конкретни економски и политички импликации ќе има оваа финансиска поддршка на реформските процеси во земјата? Како ја гледате и потенцијалната корис од овие средства во контекст на одржливи економски, политички и демократски реформи, како и ефектите врз јавната администрација и борбата против корупцијата? Дали ова поддршка има и геополитичка димензија? И како ја оценувате улогата на Европската Унија во овој контекст, особено во светло на евроинтегративните аспирации на Македонија? Она што е најважно, она што мора да го истакнеме, е тоа што со оваа одлука на Европската комисија се покажува и се потврдува сите политики на оваа влада и се покажува дека исправно сме работеле во овој период, затоа што сме прва држава која што и се исплаќа оваа транша, а тоа го предизвикало исполнувањето на обврските кои што се преземени со планот за раст. Значи, сме имале план за раст каде што се утврдени конкретни реформски чекори кои што треба да бидат преземени од владата. Тие реформски чекори се преземени, се извршени и Македонија прва ги завршува тие обврски и прва добива овие пари кои што се и текако значени во делот на продолжување на реформите и реформската агенда на нашата држава. Со тоа паѓаат во вода сите оние обвинувања кои што доаѓа дека ние не сме биле за Европската Унија, не сме ги спроведувале реформите во делот на Европската агенда и така натаму и така натаму. Очигледно се покажа дека со факти и со аргументи онака како што треба, дека тие не биле во право критичари, дека и тоа е само дел од некаква дневна политичка агенда и дневно политичко критизерство. Ние како влада, како власт продолжуваме посветено да ги исполнуваме обврските од реформската агенда. Ќе имаме детектирано сериозни клучни точки кои што ќе ни бидат патоказ во делот на овие реформи. За истакнување се два момента од оваа реформска агенда кои што се од круцијална важност за државата, а на кои што сериозно внимание посветува владата и ќе се видат ефектите во наредниот период. Тоа е реформа на правосудниот систем, нешто за кое што говоревме изминатиот период и е поврзано се со него, и на овој интервју најголем дел од проблемите повторно ги апострофиравме во делот на правосудниот систем. И вториот сегмент кој што е исто така многу важен, тоа е реформа на јавната администрација, нешто кое што е проблем кој што се таложи од година во година и никако не бил решаван од претходните влади. Работиме интензивно и на ова прашање. Има соодветни конкретни чекори во делот на нови закони и измена на постојни закони кои што ќе ни овозможат една квалитетна и ефикасна јавна администрација и во делот на дигитализација, и во делот на поедноставување на постапките, и во делот на она кое што значи задоволна јавна администрација, што е клучен предуслов да имаме ефикасна услуга. Продолжуваме со несмалено темпо и покрај овие трагедии кои нас задесуваат, кои што ни го земаат и вниманието, и ресурсите, и фокусот, остануваме фокусирани и на реформската агенда за членство во Европската Унија и мислам дека ова е еден добар, квалитетен показател дека владата води
успешни и квалитетни политики. И ќе продолжиме и во иднина на ваков начин да ги решаваме работите. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши во последните изјави се фокусираше на подобрувањето на угостителската дејност во земјата. Според неговите зборови се работи на измена на законот за угостителска дејност со цел да се олесни работењето на угостителите и да се зголеми квалитетот на услугите. Овие измени се насочени кон модернизација на секторот и подобрување на конкурентноста на домашните угостителски објекти. Министерот Дурмиши во последните изјави истакна дека се работи на измена на законот за угостителската дејност, како што реков, со цел да се олесни работењето на угостителите и да се зголеми квалитетот на услугите. Овие измени, како што наведува министерот, се насочени кон модернизација на секторот, изголемување на конкурентноста на домашните угостителски објекти. Господине Петрушевски, како ја оценувате оваа стратегија и што сметате дека ќе бидат клучните економски и социјални импликации на овие промени? Дали постои ризик дека модернизацијата на угостителската дејност може да доведе до неравномерна распределба и економските бенефити, особено во поглед на малите и независни угостители? И што би требало да се направи за да се осигура инклузивноста на сите актери во оваа индустрија? И ова е дел од сериозните активности кои што ги спроведува владата преку конкретно надлежно министерство. Секоја реформа која што се спроведува е добра и носи подобри услови за работа, носи зголемување на квалитетот на услугите кои што ги нуди и нормално зголемување на конкурентноста на домашните угостители, што нормално позитивно ќе влијае врз економијата. Не смее да биде занемарена ниту заштитата на малите угостители, така што ваквата модернизација не смее и нема да води до нелојална конкуренција, односно оние големите да ги поклопат по малите ланци, не ќе обезбедиме фер услови за сите учесници на пазарот. Покажавме во изминатиот период, а тоа се гледа сега, значи иницираме јавна расправа и инклузивност на сите инволвирани во ваквите процеси, еве конкретно и за ова угостителска дејност. Јас веќе имам закажано средби со одредени угостители во мојот роден град, другите пратеници функционираат на ист начин, ги слушаме и нивните потреби, и нивните предизвици, и на крајот на криштата и нивното мислење ќе биде земено во пред. Така што секоја реформа ја работиме сериозно, квалитетно и очекуваме да се го даде својот ефект. Левица побара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ако тоа не се случило, во рок од 7 дена, нивната пратеничка група ќе поднесела интерпелација во собранието поради пропустите во безбедноста и јавниот ред, како што велат тие, и поради наводни обиди на власта да го заташка случајот. Како ќе ги прокоментирате ваквите барања на левица и со која цел ги поставуваат, односно која им е вистинската намера за овие барања? Тоа е во насока на она кој што го говорев, а тоа е дека секогаш кога пожестоко удараме во корумпираниот систем, од другата страна доаѓа жесток одбранен механизам. Значи, во време на истрага, во време кога и те како е неопходно функционирањето на Министерството за внатрешни работи, да бараш оставка на најинволвираниот, оној кој што секојдневно го има како изјавестува за функционирање на Министерството за внатрешни работи, кој што го смени лицето на Министерството за внатрешни работи, е само показател дека бараш да се заштити овој корумпиран систем кој што функционирал до сега. Затоа што ние до сега ваков министер за внатрешни работи, транспарентен, отчетен, не сме имале, со толку ефикасно работење, со
разрешување на сите функционери кои што најмал дел се огрешиле во Министерството за внатрешни работи. Со толку секојдневно апсења, разрешување на случаи, справување со, ги споменував и криминалци, и мафии од разни области, и секојдневно се гледа дека во Република Македонија има разлика во постапувањето на Министерството за внатрешни работи. Значи, она кое што јас лично можам да го заклучам е дека левица бара да се врати Оливер Спасовски, бара да се врати некој кој што давал незаконски 200 пасоши на 200 криминалци, да се врати некој кој што во негово време одговорни беа пајакот, а не полицајците, да се врати некој кој што безмилосно вршеше политичка хајка врз оние кои што не го подржува, зашто државата денес исплаќа преку 20 милиони евра оштета на оние кои што ни судска постапка си обезбедиле нормално таква надокнада затоа што биле незаконски разрешувани или преместувани. Значи бараат личност која што ќе го штити овој корумпиран систем, а не личност како Панче Тошковски кој што ќе го решава овој корумпиран систем. Меѓутоа, она која што е интересно е на таа пресконференција на левица бил само еден медиум, и тоа интернет портал, и ниту еден друг сериозен медиум, така што и тоа многу укажува за сериозноста на изјавите на функционерите на левица. Вработените во Македонската филхармонија изразија незадоволство од именувањето на Мустафа Имери за нов директор на Македонската филхармонија, тврдејќи дека Имери не ги исполнува условите предвидени во конкурсот, како што се најмалку 5 години работно искуство во културата и меѓународен сертификат за англиски јазик P2. Тие обвинуваат за нетранспарентност и незаконитост во процесот на избор, нагласувајќи дека неговото назначување е резултат на политички договори помеѓу ВЛЕН и ВМРО ДПМНЕ. Синдикатот на Македонската филхармонија најави протести и прекин на работата доколку не се промени оваа одлука. Тие бараат кривична одговорност за министерот Јутков, истакнувајќи дека изборот на Имери е незаконски и политички мотивиран. Именувањето на Мустафа Имери за директор на Македонската филхармонија продолжува да биде предмет на контроверзии и јавни дискусии со оглед на спротивставените ставови, секако и реакции од различни страни. Господине Петрушевски, како пратеник во парламентарното мнозинство, како ја оценувате одлуката на назначувањето на Мустафа Имери за нов директор на Македонската филхармонија, имајќи ги во предвид различните реакции кои доаѓаат од вработените и синдикатите на филхармонијата? Дали сметате дека процесот на избор бил транспарентен и во согласност со законските и професионалните стандарди, особено имајќи ги предвид обвинувањата за политичка мотивација и недостаток на неопходни квалификации? Како гледате на потенцијалните последици од ова назначување на долг рок за културниот сектор и довербата во институциите и какви би биле вашите препораки за понатамошната постапка во овој контекст? Најпрво нема дилема дека сите именувања, вклучително и овие во културните институции, мора да бидат во согласност со законските критериуми, стручните стандарди и тоа без разлика на политичката припадност и така натаму. Значи, тука нема дилема. Значи, ако постои сомнеш дека и најмала нерегуларност има, ќе се изврши проверка на ова именување и, да речеме, еве јас би ја повикал антикорупцијската комисија, некој државен инспекторат или било кој, да се позанимава со овој случај, за да ја симнеме сомнешта дека и најмала неправилност има во исто тоа. Значи, доколку некој смета дека има неправилност, не треба да политизира на пресконференција, туку треба да ги повика надлежните институции да реагира. Така функционира една правна држава. Меѓутоа, јас мислам дека знаат дека нема ништо незаконско,
знаат дека државните институции ќе одговорат аргументирано и затоа се прави вакви, да речеме, подбуцнувања во работените, во институциите, се со цел да се предизвика одредена незадоволство кое што би придонело некаков политички поен на опозицијата. Меѓутоа, јас сум убеден дека инициираме разговор и со тие вработени кои што се не согласуваат со оваа одлука на министерот за култура, вработените и синдикатот на филхармонијата, и ќе најдеме решение заеднички со нив. Значи, ние така функционираме. Така што ќе повторам, доколку има несогласно со критериумите, апсолутно ќе биде коригирано. Тоа треба да го утврдат државните органи, а ние како власт, како јас како пратеник, ќе инициираме средба со тие вработени таму. Сега јас како пратеник генерално не ја работам во област култура или не сум член на таа комисија, меѓутоа имаме пратеници од таа сфера кои што ќе разговараат со овие луѓе на едно убаво ниво, ќе ги видиме нивните аргументи и доколку постои и најмасовнеш истиот ќе биде коригиран и исправен. Така што ние немаме дилема дека правната држава, стандардите, законот мора да се почитува во Република Македонија без разлика за кого се однесе. Во тоа да нема дилема никој. Во контекст на одлуката за одложување на седниците на собранието, од левица изразија остри критики и спротивставеност кон оваа одлука, истакнувајќи дека таквото одложување е неосновано и нецелисhodно, обвинувајќи дека тоа се прави за да се избегнат одговори на поставените прашања за време на седницата наменета за пратенички прашања, која што се одржува секој последен четврток во месецот. Господине Петришовски, како пратеник од парламентарното мнозинство, каква е вашата оценка за ставот на левица и како вие би ја објасниле потребата за ова одложување? Да објаснам и за вас и за граѓаните со какви луѓе ние си имаме работа во собранието. Значи, секој понеделник во собранието се одржува координација на координаторите на сите пратенички групи, заедно со претседателот на собранието и со стручните представници на стручните служби, за да се утврди динамиката на работа на собранието во таа недела. На координацијата во понеделникот, координаторот на пратеничката група на левица предложува да се одложат сите седници и пленарни и комисиски, со тоа се согласува, се носи консензуално едногласно одлука да се одложи седниците и комисиите, се со цел да не се травматизира трагедијата во Кочани, да се остави на институциите да функционираат, а не политиката да го преземе примат. Се договара, се носи одлуката и утредента излегува левица и го критикува, ја критикува таа одлука за која што се сложил нивниот координатор. Со такви луѓе ние имаме работа во собранието. Оние кои што го предложиле тоа, оние кои што го изгласале тоа, утредента, сметајќи претпоставувам дека ќе им запали по нивната терминологија тоа во јавноста, излегуваат тотално спротивно со тотално спротивни ставови. Она кое што треба да го знае јавноста. Меѓутоа, она кое што треба да го знаат и пратениците на левица. Работата на пратеникот е најмалку во зградата на собранието. Работата на пратеникот е најмалку во канцеларијата во собранието. Тој е пратеник, односно пратен од народот да ги представува нивните интереси. А тоа значи дека треба да биде помеѓу народот. Работата на пратеникот е секојдневно да се среќава со граѓани. Работата на пратеникот е секојдневно да се среќава со организации. Работата на пратеникот е да подготвува законски измени, како што ние го правиме во овој изминат период. Работата на пратеникот е да биде транспарентен во јавноста и да гостува на емисии, како што впрочем јас денеска тоа го правам во вашата емисија. Работата на пратеникот е многу повеќе од стискање на едно од трите дугмиња во пленарната сала на собранието. Така што, иако изминатите недели немаше, односно беа откажани седниците, кои што се презакажани за следната недела и ќе имаме огромна збиена агенда, буквално целодневна во собранието наредната недела, сепак ние, барем
зборам ние, пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, работевме, бевме во канцеларии, примавме странки, примавме представници на организации, подготвувавме решенија, работевме со владата, со министрите, со стручните лица од министерствата, преку 20 законски решенија, 23-4 до денеска, ќе бидат уште повеќе, се поднесени веќе за од вторник да бидат на дневен ред во собранието. Интензивно сме по медиуми, така што тоа е работата на пратеникот. Да биде помеѓу својот народ, да го слуша гласот на својот народ и тој глас да го пренесува во собранието. А не како левица да се бави со социјални медиуми исклучиво, да ги користи придобивките во собранието од аспект на ресторани и теретани и да не ги видиме никаде помеѓу народот, само на Facebook со голо критикзерство, кое што апсолутно не држи вода. Ете, со такви луѓе ние си имаме работа во собранието на Република Македонија. Нажалост. Господине Петрушевски, како гледате на барањето на Венко Филипче, лидерот на СДСМ, за одржување на лидерска средба, кое барање го најави за време на телевизиски настап? Стигна ли официјалната иницијатива за лидерска средба? Се уште немаме иницијатива формална за лидерска средба. Таа не е доставена ниту до ВМРО ДПМНЕ за покана на председател на ВМРО ДПМНЕ. Мицковски ниту е доставена до владата, барем до утрово, така што ја очекуваме таа покана за да го утврдиме форматот, начинот и така натаму се она кое што значи организирање на една лидерска средба. Меѓутоа истакнуваме дека пресериозна е состојбата во државата за ваков несериозен настап. Сепак имаме ние канали за комуникација кои што треба да бидат користени за вакви сериозни моменти, а не вакви барања да бидат испраќани преку медиуми, затоа што тоа ни става сомнеш дека не е искрено, туку е само за дневно политички цели. Меѓутоа, како и да е, спремни сме и ние како власт, нормално нашиот председател Мицковски, да направи се она кое што ќе значи подобро справување со трагедијата во Кочани и генерално во овој нареден период. Спремни сме да слушнеме мислења, размислувања, идеи, спремни сме да седнеме со сите и тука немаме никаква дилема. Како гледате на најавата за одржување на протести за 2 април од страна на Трендафилов, председателот на ССМ, а како причина ја наведе одлуката на владата да ја утврди минималната плата без притоа да ги прифати нивните предлози? Што мислите вие за ваквите најавени причини? Најпрв морам да се навратам ако го зборувавме на таа тема. Ако се погледа на видео кое што протече во јавноста, во кое што српски инструктор ги дава упаса на оние членови на левица и на опозицијата генерално како да ги направат протестите, таа исто им кажува дека покрај овие пленуми кои што ги прават, треба да се договорат и со синдикатот, за да и синдикатот влезе во одредени штрајкови, за да се направи радикализација од сите страни во државата. Коинциденција или не, гледаме веднаш закажување на штрајк на синдикатот на Сојузот на синдикатите на Македонија, ќе видиме дали е коинциденција или не. Од аспект на формално нивно барање, во 22 година се носи закон за минимална плата, кој што Сојузот на синдикатите на Македонија го прикажува како триумф, како голема победа, со кој што закон минималната плата се утврдува врз основ на процент на пораст на просечната плата во Република Македонија и процент од порастот на економијата во Република Македонија. Така се утврдува зголемувањето на минималната плата. Таа голема победа сега одеднаш, откако ВМРО ДПМНЕ доаѓа на власт, за нив не е веќе голема победа. И сега бараат дополнително зголемување на минималната плата. Законот вели, и така било претходно. Никогаш во Република Македонија минималната плата не била зголемена за 9000 денари, како што бара сега Сојузот на синдикатите на Македонија. Секогаш била зголемувана. Имало моменти кога била зголемувана и 200 и 300 денари, имало моменти кога била зголемувана 2200 денари. Сега законот вели дека тоа е 1800 и нешто денари, согласно законот кој што бил предложен и поздравен како победа од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија.
И покрај тоа, еве не се задоволни сојузот. Еден од синдикатите, затоа што имаме и други синдикати во Република Македонија. Иако се уште ја немаат согласно закон утврдено репрезентативноста, и ние, и владата, и премиерот рече. Седнете со и договорете се со работодавците, затоа што некој треба да исплаќа таа плата. Не можеме ние сега од ракав да ги вадиме плати. Зашто да не биде 5000 евра минималната плата? А дали македонската економија, македонските работодавци може да исплаќаат таа плата? Затоа седнете, договорете се. Она кое што ќе се договори синдикатот со работодавците, апсолутно ќе биде спроведено во владата. Затоа што на крајот на криштата поголеми плати ќе значат поголеми придоноси во буџетот на Република Македонија. Нема дилема владата дали да има поголеми плати или не. Меѓутоа, мора да водиме грижа и за македонското стопанство, дали македонската економија, македонските работодавци може да исплаќаат плати кои што ќе бидат за 9000 денари поголеми, или да речеме од 22.000 тоа да биде на 31.000. Скоро колку ќе му да е 40% зголемување на минималната плата. Зголемувањето на минималната плата апсолутно повлекува зголемување на сите останати плати. И тоа е енормен раст и скок на платите за една година. Нереален. Барем според она кое што првично како анализа се гледа. Затоа велиме, тие буквално бараат зголемување на минималната плата онолку колку што СДСМ го направило за 7 години, значи секоја година кога ќе се собере зголемувањето. Колку била минималната плата во 2016, колку е во 2024 кога доаѓа во мора да помнам. Тие целото тоа 7-годишно зголемување го бараат сега во една година. Мислам дека мора да сме реални во барањето. Мора да сме искрени во барањето. Не може синдикатите да водат опозицијска битка во интерес на одредена политичка партија. Мора да се седне, да се разговара, да се има диалог на сите инволвирани страни. Владата ќе биде фацилитатор на тој диалог. Владата ќе го поддржи, ќе го помогне тој диалог. И се што ќе биде договорено од страна на владата ќе биде испорачено. Меѓутоа, да влегуваш со вакви ултимативни барања, кои што значат голема пресвртница или голем шок за македонската економија, без никаква претходна анализа, без никаква претходен бекграунд, мислам дека, барем според мене, во најмала рака е несериозно. Добро е што ќе има зголемување на минималната плата, добро е што тоа ќе продуцира зголемување на сите плати, како притисок во Република Македонија, и добро е што владата стимулира договор и разговор помеѓу синдикатите и работодавците. Не можеме да заземеме страна, затоа што сите се еднакви, меѓутоа можеме да потикнеме диалог. Нека се договорат синдикатите со работодавците и 5000 евра да се зголеми платата, владата тоа ќе го прифати затоа што ќе има поголем приход во буџетот и ќе може да спредува повеќе политики. Меѓутоа, жал ми е што се докажува тоа што го зборев јас лично во изминатиот период, а тоа дека лидерот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов, функционира и работи под диригентската палка на опозицијата. Градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски најави поднесување кривична пријава против одговорните за загадувањето на Крива река. Запознати ли сте со овој случај и како гледате на најавата за поднесување кривична пријава против одговорните за загадувањето на Крива река? Да, генерално сум во текстот по тој случај. Она кое што е добро е што веќе, уште пред оваа пресконференција на градоначалникот на Крива Паланка, соодветниот инспекторат за животна средина веќе има излезено на терен и веќе има пропишано казна од преку 200.000 евра за овој прекршител, така што државните институции функционираат и тоа е добро. Апсолутно право на градоначалникот и го охрабрувам доколку смета дека треба да има кривична пријава да ја поднесе. Тоа е добро, меѓутоа не тоа да го користи како политиканство во еден условно кажано изборна година за градоначалници, туку законски, реално, искрено, доколку постои тако нешто да си ги преземе сите надлежности кои што му следуваат како
градоначалник. Меѓутоа да се обвинува државата дека не постапила е излишно, затоа што веќе има соодветни санкции за сторителот, се преземаат мерки доколку постои нормално кривична одговорност, истата ќе биде покрената и тука немаме дилема. Господине Петришевски, пред да го последам следното прашање, приметив на едно прашање од еден гледач кој што не следи преку социјалните мрежи, Мира Дановска, дали ќе побарате да се испита нивниот имот и враќање на украдените пари? На сите оние кои што се огрешили на коруптивен начин. Да, апсолутно. Апсолутно, јас тоа и го истакнав во делот на одговорот, значи очекувам правда во делот на правосудска извршна пресуда, која што ќе значи враќање на парите во буџетот, оние кои што се украдени, и соодветно санкционирање, тоа е надлежност на судовите. Често се зборува во Македонија за некаков ветинг на политичарите, судиите, често се зборува за некаков закон за потекло на имот да се донел. Ние ги имаме тие закони. Сите закони постојат во Република Македонија. Проблемот е што не се спроведува. Проблемот е што оваа системска корупција овозможила да не се спроведуваат тие закони. Како може некој, ако нема доказ дека имотот го стекнал на законски начин, да не му биде конфискуван? Па тоа го имаме по постојните закони. Па го имаме ние. Не ни треба нас нов закон. Нас не треба само примена на законските решенија кои што ги имаме како закони, како пропишани норми и стандарди. Ама се нема волја од правосудните органи, барем досега зборува, да биде применато и имплементирани тие законски решенија. Туку се одоголекува и завршуваат предметите за висока корупција со застарување. Тоа е проблемот во Република Македонија, а не законите. Меѓутоа, работиме на тоа да најдеме механизми да биде тоа побрзо, поефективно. Веќе имавме одредени измени во делот на заплена на имот кој што е стекнат на нелегален начин. Веќе постојат, направивме такви одредени измени, продолжуваме да работиме во тој правец и во насока на законите функционирање во Република Македонија. Господине Петришевски, дали трагедијата во Кочани ја отвори Пандорината кутија за индивидуалната колективна одговорност и дали сметате дека ова трагедија ќе доведе до конечни промени во законодавниот процес за да не се повторуваат вакви слични случаи во иднина? Апсолутно. Ние и ова искрено го зборам. Или ќе се справиме со системската ендемска корупција во Република Македонија, или држава нема да има. До тука е дојде. Значи нема веќе простор за други поинакви размислувања и други поинакви анализи. Ние имаме монструм во државата кој што мора да го убиеме, а тоа е корупцијата и системската корупција која што владее во Република Македонија. Целата ова интервју што го правевме сега, на крајот на криштата се сведува на едно, а тоа е дека државата мора да се справи со системската корупција. И покрај сите притисоци кои што доаѓаат во разни форми на шарени револуции, кои следени синдикати, штрајкови, се е тоа во насока на оставање на овој систем да продолжи да функционира вака како што е, затоа што тие лидери таму имаат свој личен интерес. Решени сме да одиме до крај, очекуваме удари под појас, меѓутоа спремни сме да ги издржиме сите тие удари и државата да застане на вистински нозе, на прав пат и да овозможиме една нормална, функционална држава, функционална економија, функционален стандард на граѓаните, кој што ќе значи подобрување на квалитетот на живење во Република Македонија во сите сфери. Посекуваме успех. Господине Петрушевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Ви посекуваме убав остаток од викендот, со желба за повторно ваше учество овде на Македонски корени. Пријатно до слушање и секако скоро довидување. Благодарам за поканата, за можноста. Продолжувам со работа, така што и овој викенд ќе биде работен. Се гледаме во наредна прилика. Токму така, остануваме во контакт и се гледаме што поскоро овде на Македонски корени. Поздрав и секој добро.